Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Денес имавме едно интересно проучување за темата за која што не светот, туку денес и адвентистите повеќе не веруваат во неја. Во второто Христово доаѓање. Затоа што, како што рече сестра Ленче, според делата не веруваме, а само така се верува или не се верува, според со делата, со животот. Со уста само се исповеда вера. Ако се сеќавате, порано проучувавме дека постои голема разлика помеѓу верата и вероисповедта. Кога протестантите велат се спасуваме со вера, тие мислат на вероисповед, дека се спасуваат со вероисповед. Јас го признав Христа, се крстив и сега можам и пијан да загинам некаде и право во рајот, така ми кажуваше една сестра во Америка, како верувала кога била баптистка. Значи, јас само затоа што некогаш, да речеме пред 15 години, се крстив, го исповедав Христа, сега и мортус пијана некаде во некоја кафана и да седнам да возам кола и да загинам право во рајот вака. Од сообраќајката право во рајот. Страшна заблуда, бидејќи се разбира тоа не е така. Се спасуваме со вера, а не со вероисповед. Според тоа, дали верувам во второто Христово доаѓање, покажува мојот живот. Покажуваат моите дела. Не само мојата уста. Би сакал да се надоврзам и пред да ја започнеме темата за која што ќе проучуваме и ова и следната сабота, па одговора некако за света вечера. Да споменам и тоа дека денес по интернет се шири една нова теорија дека Христос ќе дојде 2022 година. И тоа многу интересно е како тоа се образложува. Наводно уште следната година треба да почнат неволите, че од 15 до 21, 7 години неволи. 18 година ќе почнат поголеми неволи. И сето тоа се поврзува со некои пророчки денови, споменати во книгата на пророкот Данијел и Откровението се разбира, и со конкретниот календарски распоред на еврејските празници за тие години, па се прави пресметка како пророчките денови одговараат на растојанието помеѓу соодветни календарски празници и на тој начин се доаѓа до некоја година за второто Христово доаѓање. Дори оне кој што тоа го проповеда тврди дека за наредните 1000 години календарот нема така да се поклопува како сега. Знаете, постојат разни начини како можеме да бидеме прелажани и зашто треба да внимаваме. Јас лично би сакал тоа да е навистина така. Малку се поклопува и со наводната изјава, бидејќи не сум сигурен дали е тоа навистина така, одрекла казала, не знам само. Наводната изјава на Барак Обама, дека до 17 година треба да бидат микрочипирани сите луѓе во светот. И сега сите тие настани некако поврзано со вакви толкување, некако како да подгреваат, како да создаваат една есхатолошка атмосфера, дека наближува крајот на светот. Јас уште еднаш речам, ја би сакал да е тоа така. Јас би сакал Христос да дојде во наредниве неколку години, да бидеме навистина последната генерација. Меѓутоа не смееме да бидеме прелажани и да веруваме на тоа што го кажува човек. Туку сме повикани да бидеме втемелени на писмото.
да бидеме втемелени на Божијето Слово. Денес ке сакам да проучуваме една тема, која што малку ја најавив мејатата сабота, која што ќе ја насловам како свадбата на јагнето. И бидејќи некако многу одговора за светата вечера, и вториот дел од проучувањето ќе биде следната сабота, бидејќи свадбата на јагнето е тема која што упатува и на онаа голема последна Пасха, која што самиот Господ ја најавил во Неговото царство. И соодветно тој приказ многу ќе одговора за светата вечера. Бидејќи светата вечера е символ на таа идна Пасха, на таа идна причест, кога самиот Господ ќе ги послужува спасените во Неговото царство. Би сакал за оваа цел прво да го прочитаме текстот запишан во Евангелието според Матеј, 25 глава, кој што зборува за параболата за 10 девојки, или во Америка ја викаат свадбената парабола, или параболата за младоженецот, поточно. Матеј 25 глава. Верувам дека сите имате Свето писмо, така? Дваесет и петтата глава. На почетокот од главата Господ кажува: тогаш Царството Небесно ќе заприлега на 10 девојки, кои ги изедоа своите светилки и излегува да го пречекаат младоженецот. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Интересно, ова 50%, пола-пола. Во реалноста, во овој сооднос ќе биде поинаков. Многу помал процент, може би 5% од денешните верници ќе бидат мудрите, а 95% неразумните. Но, самата парабола зборува за 5 и 5. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа со себе масло. А мудрите, заедно со светилките, зедоа во садовите своји и масло. И бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспаа. Внимавајте, сите заспаа. И мудрите, значи, заспаа. Не е гревот, не е грев да се заспи. А на полнок се чу викање: еве го младоженецот, излезете да го пречекате. Тогаш сите тие девојки станаа и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак им рекоа на мудрите: дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговори и рекоа: но може да не ни стигне и нам и вам. Подобро одете кај продавачите и купете си. А кога тие отидоа да купат, пристигна младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата. И вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и викаа: Господаре, Господаре, отвори ни. А тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот кога ќе дојде Синот човечки. Го знаеме денот и часот кога ќе дојде Синот човечки? Тој што тврди дека ќе дојде на 1. јануари 2022
година, го знае денот, часот, колку што го знаеше оној што тврдеше дека ќе дојде на 21. мај 2011 година. Или самиот Вилијам Милер, 1844 година. Зошто самиот Господ ја поврзува параболата со неговото доаѓање? Значи, зашто кога ја кажува параболата, на крај вели и така бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот, кога ќе дојде Синот човечки. Што значи ова кога ќе дојде Синот човечки? На кој настан се однесува тоа, кога ќе дојде Синот човечки? Второто Христово доаѓање. Според тоа, доаѓањето на младоженецот, според самите Христови зборови, доаѓањето на младоженецот на полноќ, на кој настан се однесува? На второто Христово доаѓање. Сега, ќе читаме еден текст од големата борба, а пред да го читам, ќе го замолам брат Блажо да ви подели големи борби. Денес сме доволно малку да можеме да поделиме неколку примероци за да го пратите сите вие текстот, а по завршувањето на богослужението ќе ги собереме истите и ќе ги вратиме на место. Ќе отвориме на 439 страница. 439. Да. Додека отворите на таа страница, да споменам, верувам дека сите знаете, да, 439 страница од најновиот превод на големата борба. Како сите знаете, значи, оваа парабола се однесува на една, дава приказ, поточно речено, на една, како што вели самата Елена Вајд, ориентална свадба. Значи, 10 девојки, зашто постојат 10 девојки во свадбата? Тие не се невеста. 10 девојки не се невеста. Како се викаат денес оние девојки што ги придружуваат невестите на свадба? Во Америка ги викаат значи, почесни, maid of honor, почесни девојки. Кај нас како се викаат? Аха, не, значи не сум знал, затоа ве прашам. Деверуши. Добро, може би и во разни краишта има различни називи. Овде гледаме, значи, на исток било повеќе такви девојки. Дали биле точно 10 за секоја свадба, не е битно. Може би биле, може би не. 439. Дали ја најдовте? Значи, ќе почнеме да читаме последниот пасус, кој што почнем со зборовите летото и есента во 1844 година. Го најдовте тој пасус? Летото и есента во 1840, да, на средина од десната страна. Летото и есента во 1844 година се објавуваше веста: ете, младоженецот иде. Тогаш се појавија две групи, представени со мудрите и со неразумните девојки. Првата група, која со радост го очекуваше Господовото доаѓање и се приготвуваше да го пречека. И втората група, која под влијание на стравот и на моменталниот нагон се задоволи со теоријата на вистината. Пазите, страх.
но неизе и не достигаше Божја милост. Во споредбата, кога младоженецот дошол, приготвените влегоа со него на свадбата. И сега внимавајте што вели Елена Вајт. Овде споменатото доаѓање на младоженецот се случило пред свадбата. Така или не? Логично така е. Значи, младоженецот доаѓа, девојките, мудрите, заедно со него влегуваат на свадбата. Значи, свадбата е нешто што предстои после тоа. Така. Младоженецот не доаѓа веќе оженет, туку доаѓа за да заедно со овие, како што ги нарековте, деверуши, влезат на свадбата. Елена Вајт, значи, се повикува на едно чисто логично резонирање во врска со редоследот на настаните, споменати во самата парабола. Свадбата го представува Христовото преземање на неговото царство. Светиот град, Новиот Ерусалим, кој е главен град на царството, е наречен невеста, жена на јагнето. Каде е така наречен? Светиот град, понатаму самата таа, цитира еден текст од Откровението, кој што бидејќи целиот е цитиран овдека, не мора да го вртиме соодветниот текст, да го најдеме во Светото писмо. Ангелот му рекол на Јован: дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на јагнето. Па ме одведе преку духот, кажува пророкот, и ми го покажа големиот светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога. Тука се наведени зборовите од Откровение 21 глава. Јас би сакал малку да паузираме во нашиот цитат и да отвориме на тоа место во Библијата. Откровение 21 глава. Каде е споменат Новиот Ерусалим во оваа глава? Спомнете во вториот стих: тогаш јас Јован го видов светиот град Ерусалим нов како слегува од Бога од небото, стокмен како невеста променета за својот маж. Значи невестата, тука е Новиот Ерусалим наречен невеста или стокмен спореден со невеста поточно. Но во 9 стих што вели? Тогаш дојде кај мене еден од 7 ангели што ги држаа 7 чаши полни со 7 последни казни или 7 последни зла. Ми прозбори и рече: дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на јагнето. Тука не се прави споредот, туку директно му вели: дојди, ќе ти ја покажам невестата. Која е? И која е невестата? 10 стих вели: па ме одведе преку духот во една голема и висока гора и ми го покажа големиот град, светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога. И понатаму е даден описот, како изгледа градот. Сега ќе продолжиме со нашиот цитат. Елена Вајт продолжува и вели: според ова, очигледно е дека невестата го представува светиот град. А девојките што му излегуваат во пресред на младоженецот, кого представуваат? Ја представуваат црквата. Навистина, кога Христос ја кажува параболата за 10 девојки, па 5 мудри, 5 неразумни, на кого се однесуваат тие девојки? И накратко го вели: па така бидете будни, зашто не го знаете денот и часот, кога ќе дојде Синот човечки. Значи, се обраќа на својата црква. Се обраќа на верниот народ. Тие се тие што се представени со 10 девојки. За состојбата, за духовната состојба на црквата се однесуваат овие зборови.
Сега, продолжуваме со цитатот, каде што Елена Вајд вели: според откровението, значи според последната книга од Библијата, Божите деца ќе бидат гости на вечерата на свадбата на јагнето. И да го скратиме тоа малку, ќе бидат гости на свадбата на јагнето. Каде вели Елена Вајд? Каде сугерира Елена Вајд дека такво нешто се споменува во Откровението? 19 глава, значи 2 глави пред 21-та, да завртиме во Откровението. 9 стих, ангелот вели, Откровение 19 глава, 9 стих, и ми рече: напиши, блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. Кој се поканети? Кој се е поканет? Се сеќавате на една друга Христова парабола, каде што царот за свадбата на својот син испратил гласници, како што било обичај тоа време, да поканат избрани гости на свадбата. И некои почне да се изговараат: купив нива, па имам работа, треба да отидам да ја видам. Други почне да се изговараат на други начини, за да не дојдат. И потоа што рекол господарот на гласниците? Тогаш појде и искочи надвор и покани ги сите што ќе ги видиш. Дури и слепи, и хроми, значи и просјаци, најдолната класа во општеството. Покани ги сите. А се разбира, таквите ќе дојдат, затоа што кој просека не би стигал да отиде на лапачка, на добра лапачка. Која е тука споредбата? Евреите биле избраните гости. Тие што го одбиле повикот. И Господ вели: ако вие, избраните, го одбивте, јас сега ќе ми ја упатам оваа покана на кучињата. Евреите не ги сметале другите народи за луѓе, ги сметале за кучиња. И со право ги сметале за кучиња, бидејќи паганите биле кучиња. Тие се тие што ќе дојдат, и дали навистина паганите дошле. Јас се чудам на Божјата милост. Паганите биле на толку ниско морално ниво, например, како што серијата Спартак ги прикажува. Буквално животно. А што направи христијанството од еден куп пагански народи кои што тоа го прифати? Чудесна милост. Но да продолжиме. Значи, Божите деца ќе бидат гости на вечерата на свадбата на јагнето. И сега внимавајте што вели Елена Вајд. Ако се гости, тие не можат истовремено да бидат представени и како невеста. Повторно се повикува Елена Вајд на нешто многу логично. Дали гостите на свадбата се исто што и невестата? Ако бидете поканети на свадба, дали сте вие невестата? Се разбира, не. Невестата не добива покана за свадба. Ниту младоженецот. Тие се оние кои што ги испраќаат поканите до своите гости. Значи, ако се гости, тие не можат истовремено да бидат представени и како невеста. Христос, како што ни кажува пророкот Даниел, ќе прими од старецот власт, слава и царство. Тоа е, значи, познатиот текст во 7 глава, 14 стих во пророкот Даниел. Елена Вајд понатаму толкува и вели: тој ќе го прими новиот Ерусалим, главниот град на своето царство, што ќе биде стокмен како невеста променета за својот маж. Откако ќе го прими царството, ќе дојде во својата слава како цар над царевите
и господар над господарите, да му даде спасение на својот народ, кој ќе седне, народот значи, ќе седне на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно, да земе учество во вечерата на свадбата на јагнето. Тука ќе го прекинеме нашето читање, а ако сакате, читајте во вашите домови ова попладне. Читајте целата оваа глава, од почеток до крај. Што туку прочитавме, неколку работи кои што би сакал да ги повторам. Елена Вајд се повикува на Светото писмо и на логика, за да каже дека девојките кои што ја представуваат црквата не можат истовремено да бидат и невестата. Што е логично. Понатаму, дека гостите, значи Божиот народ во Откровението е представен како гости, гостите на свадбата не можат истовремено да бидат невестата. Се се тоа многу логични заклучоци. И порано, дека доаѓањето на младоженецот во параболата од Матеј 25 глава, доаѓањето на младоженецот на свадбата е нешто што се случува пред свадбата. Што е исто така нешто многу логично. Така? Значи, ова се тие три елементи кои што сакам да ги нагласам, да ги запамтиме убаво. Доаѓањето на младоженецот во параболата, кога доаѓа на полнок, нели, е нешто што се случува пред свадбата, што е многу логично. Девојките кои што со него влегуваат, само мудрите, значи, влегуваат, другите не успеале на време, на свадбата, не се невестата, а ја представуваат црквата. Заклучок, црквата не е невестата. Според ова, така. А пасте, до сега се е многу логично, се е ова логично. Не можеме да кажеме Елена Вајд греши, бидејќи е логично. Кога доаѓа младоженецот, тој не е оженет, тој се уште не е оженет. Девојките не може да бидат невестата. И третото, гостите не може да бидат невестата. Поканетите на свадбата не може да бидат невестата. А кои се гостите и поканетите? Повторно Божиот народ. Или тука се вели во цитатот од големата борба, Божите деца. Многу логично. И заклучок, ако Божите деца се поканетите и гостите, а гостите не се невестата, не може да бидат, логично, заклучок, Божите деца не се невестата. Заклучок, црквата не е невестата. А кој е невестата, според ова што го читавме? Новиот Ерусалим. Светиот град. Главниот град на Господовото царство. Дали овој заклучок е логичен? Дали Елена Вајд греши кога го тврди тоа? Се разбира не, самата се повика на текстови од Откровението, што ги прочитавме, кои што тоа јасно го тврдат. Новиот Ерусалим е невестата. Жената на јагнето, како што прочитавме во Откровение 21 глава, 9 стих. Меѓутоа, сега се поставува прашањето. Ако е така, ако црквата не е невестата, тогаш што правиме со оние библиски текстови кои што велат дека црквата е невестата? Има такви библиски текстови или не? Дали постојат библиски текстови кои што црквата, значи Божиот народ, ја споредуваат со невестата? Има во еден куп
Ефесијаните, беа споменати Ефесијаните. Ајде го пронајдеме тој текст. Колку е убаво кога ќе ви поделам цитати, да ги читате и вие, додека јас ги цитирам. Колку е убаво кога сите го вклучувате мозокот во темата. Каде имаме во Ефесијаните таков текст? Значи, имајте на ум дека Елена Вајт не греши кога ги кажала сите овие работи што ги прочитавме. Затоа што се повикува на библиски текстови за истите и на здрав разум, логика, дека тоа е навистина така. Но зашто од друга страна, постојат пак библиски текстови кои што тврдат, или барем така изгледа, дека црквата, Божиот народ е невестата или се споредува со невеста. Ефесијаните каде беше? 5 глава. Апостол Павле го кажува следното. 25 стих, што го читавме и минатата сабота за утренски стихови. Вие мажите, сакајте ги жените своји, како што Христос засака кого? Ја засака црквата и се предаде себе си за неја. Значи, што му е црквата на Христа во оваа споредба? Жена му е. За да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, и да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела. Зашто кој ја сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, туку го храни и го стоплува, како и Господ црквата. Бидејќи ние сме делови на неговото тело. Поради тоа човекот ќе го остави својот татко и мајката своја, ќе се придружи кон жената својата, обојците ќе бидат едно тело. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата, заклучува апостол Павле. Во ред, имаме некој друг текст на оваа тема. Второ послание до Коринтијаните, имаме еден малко проблем, не можем да го најдем текстот. Јас знаев дека 11 глава. Аха, да, таму е. 11 глава, вториот стих, меѓутоа да го прочитаме и првиот, па да имаме подобра прегледност. Второ послание до Коринтијаните, 11 глава. Апостол Павле вели, да бевте претрпеле малку од моето безумие. Да, потрпете ме, вели. Зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора, вели. Или може поинеко да се преведе ова како ревност. Ревност. Зашто ве свршив за еден маж, за да ве представам пред Христос како што? Како чиста девица. Со што ја представува апостол Павле црквата, конкретно се обраќа до местната црква во Коринт, меѓутоа оподеднакво се однесува за сите цркви што тој ги основал и воопшто за сите цркви. Со Христова вереница или свршеница. Овие текстови еден куп адвентистички лекции за дописна библиска школа, за лекции за
крштевање се споменуваат и се цитираат овие текстови. И сето тоа се надоврзува на еден куп старозаветни текстови, каде што уште тогаш Господ својот народ Израел го представува како што? Керката Сионова. Имаше еден таков текст во Еремија. Дали беше 6-та глава, да видиме. Да, тука се вели јас ја разубавив керката Сионова, прекрасна и разнежена. Меѓуто има еден друг текст, наведен и тука во големата борба на 392-та страница. Каде што Господ вели: но вие така постапивте вероломно со мене, вие, доме Израелов. Беше како неверна жена која место својот маж прибра туги мажи. Израел е представен како неверна жена, уште во времето на пророкот Еремија. Или ако ги читаме сите овие други текстови, ти се заколнав и стапив во сојуз со тебе, вели Господ Бог, и ти стана моја. Овие текстови се наоѓаат и во Езекиел 16 глава, Еремија 3:20, на повеќе места во Стариот Завет. Стапив во сојуз, се заколнав, значи брак, значи брачен завет. И ти стана моја, и беше многу убава, за царица достојна. И се разнесе славата твоја меѓу народите поради твојата убавина. Гласот за твојата убавина се расшири меѓу народите, зашто таа представуваше полно совршенство со мојот накид, со кој те искитив. Но ти се занесе од убавината своја и користејќи се со славата своја, почна да блудствуваш и живееше блудно со секој минувач, подавајки му се. Но навистина како што жена вероломна го изневерува сопругот свој, така вероломна постапивте со мене вие, доме Израелов. Домот Израелов е значи жената. Вели Господ, но беше како неверна жена која место својот маж прибра туги мажи. Дали апостол Павле е во право кога црквата ја представува со невестата? Да, се повикува на еден, значи тоа се надоврзува на еден куп старозаветни текстови кои што така прават. Всушност самата Елена Вајт, каде што читав, овие текстови се наведени на 392-та страница од големата борба, која ги наведува овие старозаветни текстови, вели на 391-та страница, последниот цитат, отворете и таму, 391 страница од големата борба, последниот пасус на десна страна, предпоследниот пасус, таа го цитира стихот, од што го читавме, 2 Коринтијаните 11:2. Ве свршив за еден маж, за да ве представам пред Христос како чиста девица. А потоа, последниот пасус од 391 страница. Дали отворивте таму, сите? 391 страница. Последниот пасус од десно. Неверството на црквата кон Христа се споредува со браколомство, кое се јавува кога таа својата доверба и љубов ги пренасочува од Господа кон светот. Сама Елена Вајт ги цитира сите овие на стихови, дури во предпоследниот пасус цитира еден текст што не го читавме во Осија 2:19. Ке те свршам за себе вечно и ке те свршам за себе во правда и справедливост, во благослов и милосрдност. Еремија го спомена в 3 глава, јас сум ваш маж. Сама Елена Вајт го цитира Павле, ги цитира старозаветните пророци, за да каже дека црквата е представена како Господова невеста. А на друго место читавме дека тоа не може да биде така, затоа што девојките или гостите не можат истовремено да бидат невестата. Дали е логично и едното и другото? Едното и другото е многу логично. И за првите заклучоци, се сеќавате,
се беше многу логично и библиски подкрепено. И за овие текстови, каде што црквата е невестата, се е многу логично и библиски подкрепено. Тогаш дали Елена Вајд си противречи самата на себе? Дали Библијата се противречи самата на себе? Дали Павле му противречи на Јован или на ангелот од Откровението? Или обратно? Се разбира не. Тогаш зошто е сето ова вака представено? Дали за нас постои поука и од едниот и од другиот случај? Зошто е ова вака представено? Дали постои контрадикција? Да видиме дали постои контрадикција. Младоженица доаѓа пред свадбата. Ако доаѓањето на младоженицот е второто Христово доаѓање, значи кога е свадбата? После. Така. Меѓутоа, ако свадбата е пред второто Христово доаѓање, кога дошло младоженицот? Елена Вајд во Рани списи тврди вакво нешто. Рани списи 251 страница. Видев дека додека Исус се наоѓа во светињата на светињите, тој ќе се ожени со новиот Ерусалим. Пред второто Христово. Елена Вајд го применуваше доаѓањето на младоженицот, целата парабола, на кое време? 1844 година, нели? Тогаш дошол младоженицот за тогашната генерација адвентисти. Меѓутоа, значи, гледаме повторно контрадикција. Во еден случај, Христос, кога доаѓа, тоа е доаѓањето на младоженицот, второто Христово доаѓање. Елена Вајд во Христови очевидни поуки се согласува дека доаѓањето на Христа, второто Христово доаѓање е доаѓањето на младоженицот во врска со оваа парабола. Гледаме две различни примени на параболата или на елементи од параболата на различни настани. Затоа не постои контрадикција, бидејќи се работи за парабола, која што може да се примени на различни настани. Второто Христово доаѓање значи доаѓањето на младоженецот, но доаѓањето на младоженецот може да се примени и на некој предходен настан. Како што рече Елена Вајд, кога Христос ќе го прими царството, додека се уште се наоѓа во светињата на светињите, пред второто Христово доаѓање. И дека е тоа свадбата пред второто Христово доаѓање. Многу интересно. Но тоа не може да биде истовремено така, ако второто Христово доаѓање е доаѓањето на младоженец. Тогаш свадбата е после, во Божието царство. Девојките и невестата, според параболата, не може да бидат исто. Гостите и невестата, и според логиката, не може да бидат исто. Така. Меѓутоа, според другите текстови што ги читавме, невестата е црквата. Додека ваму црквата се девојките или гостите. Како да ја решиме оваа контрадикција? Постои или не постои решение? Постои решение. Решението се наоѓа во Откровението. Повторно во Откровението. Но сега нема да ви го кажам. Ке продолжиме следната сабота. А би сакали вие да размислувате на оваа тема.
следната сабота, значи, ќе ја завршиме оваа тема и ќе биде тоа пократок. Значи, пократка проповед, затоа што и така ќе имаме света вечера. И ќе ја извлечеме поуката што треба да ја извлечеме сите заедно од овие навидум контрадикции во толкувањето на параболата и на незините символи. Нека му е фала и слава на Господа.